Локалната самоуправа ја изработи нацрт програмата за уредување на градежно земјиште во следната година. За нејзина реализација предвидува дека ќе бидат потребни 2.700.000 евра. Програмата е поделена во две групи – урбано планирање и комунални дејности. Во образложението на документот се вели дека следната година ќе се стави акцент на проекти кои треба значително да ја подобрат комплетната инфраструктура во градот и населените места. Така се предвидува изградба на улици, подпорни ѕидови, поставување на ракохвати и огради по барање на граѓаните надвор од централното градско подрачје, уредување на партери пред колективни стамбени згради со обезбедување на паркинзи, озеленување и обезбедување простор за одмор и игра на деца, изградба и одржување на улици, тротоари и локални патишта, решавање на проблемот со атмосферската канализација, доградба и надградба на постоечката, решавање на проблемот со паркирање. Според програмата, најмногу пари е предвидено да се потрошат за изградба и реконструкција на локални патишта и улици. За оваа намена, општината ќе потроши половина милион евра. Значителна сума локалната самоуправа планира и за јавно осветлување. Сепак, најголем дел од парите, околу 380.000 евра, ќе се трошат од кредитот на Светската банка. Со него ќе се менуваат постојните светилки со економични. Ваквата предвидена програма за уредување на градежно земјиште не е конечна. Таа на следната општинска седница ќе ја разгледува Советот, а потоа за неа ќе се изјаснат и граѓаните. До крајот на годината ќе се организираат јавни расправи по сите општински програми за работа во следната година. Оделението ЗУВ носи грло на болницата е префрлено во очното оделение, а просторот е одстапен на администрацијата. Ваквата одлука на директорот не е прифатлива за раководителот на ушното оделение доктор Мирјана Смилева. Таа вели дека оперативната сала е затворена и дека невозможно е да оперираат во иста сала со колегите од очно оделение. Според неа, двете болнички соби кои ги имаат на користење сега нема да ги задоволуваат потребите на пациентите. На сето ова да направам оперативен план бара од мен. Јас не можам да направам оперативен план, бидејќи како може таму денеска ќе оперираме, да речеме, синус или ќе оперираме крајници утре или било што, па другиот ден ќе оперираат катаракти, ќе ставаат леки очните колеги. Едно тоа. Друго, голем регион збринуваме, каде во 6 кревета сите тие луѓе ќе лежат. Јас не можам да сватам тука. Можда има периоди кога нема пациенти, ама има периоди кога е како епидемија на епистакси, епидемија има на парези. Немам решение јас за тоа. Оделението ЗУВ носи грло не е затворено, туку е просторно обединето со очното оделение, вели директорот Атанас Василев. На ваков чекор се решил поради слабата искористеност на болничкиот капацитет. Вели дека во годините наназад болничките соби на оделението не били искористени повеќе од 15%. Ќе користат капацитети, односно креветите на ушното оделение. Таму има за нивни потреби 14 кревети, ќе користат по 7. А иначе да ви кажам дека не ги користат ни ретко 1 до 2 кревета во текот на сите овие минати години, немаат поголема искористеност на креветите, односно на капацитетите. За таа цел, јас сум должен, каде што некој оделение не е доволно искористено, да го просторно да го обединам со друго оделение и да можат заедно да функционираат. Значи, лежачките болни ќе лежат сега заедно на тој дел, ќе има и машка соба за ушните болни, и женска соба, исто така и за очно оделение ќе има и машка и женска соба и соба за изолација, односно понатаму ќе видиме дали тоа ќе биде така речена соба за ВИП пациенти. Доктор Василев вели дека болницата мора да се модернизира, персоналот да се едуцира, а оперативните зафати да се усовршуваат. Уметноста на помош за лицата со попречености, Сдруженијето на лица со церебрална парализа организира аукција на уметнички дела, а парите кои ќе се соберат се наменети да продолжи проектот Сервис за домашна посета. 16 автори донираа вкупно 20 слики, резби и скулптури. Секое дело има почетна или загарантирана цена, а заинтересираните можат да надаваат. Аукцијата ќе се одржи во ликовниот салон во понеделник со почеток во 18 часот.
Многу често се случува на ваквите аукции делата кои што навистина имаат поголема вредност да бидат обезвредени, да бидат купени за многу ниски цени. Се водев од тоа дека не би сакала да го девалвирам трудот на уметниците кои што го вложиле за да го направат своето дело, така да секоја цена на сликата е во корелација или договор со уметникот по негова сопствена проценка, значи колку вреди неговото дело, па затоа имаат почетни цени. Таа почетна цена нагоре ќе може да се лицитира за секое дело. Проектот Сервис за домашна посета за лица со попречености се реализира веќе 6 месеци. Досега финансиски беше поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка ЦИРА. Во него се опфатени Велес и Чашка. Сдруженијето формираше 2 тима кои вршат патронажна посета во домовите каде има лица со посебни потреби кои не се згрижени од ниту една институција. Самите тимови во себе вклучуваат дефектолог, психолог и физиотерапеут и всушност направивме можеби и пионерски чекори за прв пат да влеземе во домовите на оние на кои што навистина им е потребна помош, а тоа се лицата со пречки во развојот кои што не се опфатени од никакво институционално згрижување во Република Македонија, или пак се лица веќе со навршени 18 годишна старост и останале на грижата само на биолошките семејства. Парите кои ќе се соберат на аукцијата ќе се наменат да продолжи реализацијата на овој проект со кој им се посветува внимание на лицата со попречености. Ова е уште еден обид наш како невладина организација да ја зајакнеме повеќе свеста на граѓаните за постоењето на оваа категорија на граѓани. Од Сдруженијето на лица со церебрална парализа вела дека каталози за аукцијата ќе испратат речиси до сите фирми и бизнисмени од градов и пошироко. Најавија дека добиле поддршка, а очекуваат и присуство на Маја Иванова, сопругата на македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов, како и од министрите за култура и труд и социјала. Едно насилство и 2 кражби регистрирала велешката полиција во изминатата недела. Кратците одземале телевизор, звучници и друга техничка стока. Криминалитетот во анализираниот период бил намален, но затоа јавниот ред и мир е нарушуван повеќе пати. Полицијата интервенирала во 6 случаи, 3 пати при тепачка и исто толку пати за физички напад. Од полноќ до 2 часот изутрина во деновите од викендот надлежните ги контролирале угостителските објекти, проверувале дали има малолетници и какво е нивото на бучавата. Не констатирале прекршоци. Возачите на моторни возила предизвикале 5 сообраќајни незгоди. 2 биле во населено место, а 3 надвор од градскиот асфалт. Во несреќите 4 лица се здобиле и со телесни повреди. Новиот театар ќе биде готов на крајот од декември оваа година. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска очекува дека дотогаш ќе заврши инсталацијата на потребната опрема. Се надеват дека фирмите кои работат во објектот нема да ги пробијат предвидените рокови. Понекогаш и не зависи до самиот инвеститор, до Министерството, бидејќи тука се вклучени голем број на фирми кои што треба да се го испочитуваат, нели, и рокот на динамика на изградбата по договорот и така натака, но морам да кажам дека веќе се привршуваат. Интензивно се работи на голем број на фази, значи во делот на изградбата. Ние ќе се потрудиме, значи, до крајот на годината, мислам, све што е до нас е завршено и во делот на тендерски процедури, избор на фирми и така натака. Ќе се потрудиме да секој си го испочитува рокот и негде на крајот на годината да можеме да го предадеме. Откако ќе заврши монтажата на опремата и потребниот инвентар ќе следува нивно тестирање. Според Канчевска-Милевска, додека не се добијат потребните сертификати за сценската технологија, не може актерите да застанат на сцената. Значи, ние ќе се потрудиме до крајот на годината, значи, да фирмите ги испочитуваат договорите и да објектот може да се предаде, но потоа нормално ќе следи, значи, тој процес на тестирање на целокупната сцена и сценската технологија и механика со која што располага, значи, театарот. Сепак, за сега не се знае кога објектот ќе ги отвори вратите за љубителите на театарската уметност. Според Министерката за култура, тоа ќе се случи откако ќе се добијат сите потребни документи од тестовите на инсталираната опрема. По добивање на тие целокупната верификација на тие документи, нормално дека ќе може и самиот театар, нели, да одигрува представи, нормално ќе информираме јавности со што би се отворила, нели, првата представа во новиот објект. Пред 5 години почна изградбата на новиот театар.
Неговата вкупна површина изнесува околу 3800 метри квадратни. Во него ќе има 2 сали, голема со околу 300 столици и мала за 100 гледачи. Изградбата на објектот чини 10 милиони евра. Километарски подвиг направи велешанецот Трајче Михов, истрча 220 километри за 24 часа. Овој резултат Михов го оствари на ултрамаратонот кој се трчаше на Ушче во Белград. Во разговор со него открива дека по надпреварувањето се чувствувал одлично. Неговото тело полека закрепнува по надчовечкиот напор, а тој прави планови за следниот подвиг. Со овој резултат тој го собори и македонскиот рекорд во 24 часовно трчање, кој досега изнесуваше 201 км, а го постави Зоран Димов исто така од Велес. 4 големи достигнувања направи велешкиот поштар на трката во Белград во конкуренција на 70 надпреварувачи од 10 европски земји. Тој го освои првото место во конкуренција на атлетичари, го собори рекордот на патеката, стана државен рекордер и можеби најважното, исполни Б норма за учество на светското првенство во ултрамаратон на 24 часа.